Почитувани граѓани, појасните критики и од Венецијанската комисија за уставните измени што ги иницираше владата, СДСМ бара власта веднаш да ја прекине постапката за уставни измени и да ги повлече предложените уставни амандмани. Венецијанската комисија јасно порача дека недостига политички амбиент за реформа на Уставот. Уставни измени не треба да се носат кога опозицијата не е во собранието. За измени на Уставот е потребна најширока политичка поддршка. Венецијанската комисија ги оцени како лоши и неквалитетни речиси сите предложени уставни амандмани од страна на власта, а дел ја оддалечуваат Македонија од европските вредности. Најсериозните забелешки се однесуваат на воведувањето така наречена меѓународна финансиска зона. Како што укажува Венецијанската комисија, со ваквиот уставен амандман постои потенцијален ризик дека зоната ќе стане рај за нечисти пари. Ова не го говори СДСМ. Ова јасно и најдиректно го констатира Венецијанската комисија. Комисијата практично предупредува дека Македонија е на пат да стане пералница на пари, дека како што вели и експертската јавност, оваа зона ќе стане држава во држава. Овој уставен амандман го загрозува единството на државата и ги лишува граѓаните на Република Македонија од суверенитетот на дел од нејзината територија. Венецијанската комисија укажува дека нема потреба од ваков уставен амандман што не е во согласност со европското уставно наследство. Ние сметаме дека токму овој амандман е мотивот на власта за уставните измени. СДСМ за евентуални идни уставни измени бара широка експертска анализа и општествена и политичка дебата. Како што укажува Венецијанската комисија, за воведување одредени уставни измени потребен е подолг подготвителен период, како што, например, на воведувањето на уставната тужба во Турција му претходеше подготовка од 2 години. Уставот не се менува на трчање. Почитувани, Македонија е ставена пред јасен избор. Или ќе продолжи на патот да стане пералница на пари, или ќе се врати на европските вредности. Би биле искрено изненадени доколку владата ги одбере европските вредности. Ви благодарам. Имате ли прашања? Ајде, кажете што зависи. Прашањето е? Прашањето е дали има општо било каква комуникација на било кој ниво меѓу партиите и дали СДСМ гледа некаков простор за преиспитување можеби на своите барања, на своите ставови за враќање во собранието. СДСМ јасно ги кажа своите ставови. Амбасадорот Орав вчера истакна дека очекува да почне исполнување на критериумите и барањата кои што се содржани во извештајот, кажувајќи дека веројатно најлесно е да се почне со политички диалог. Значи тој предложи почнување на политички диалог. Социјалдемократскиот сојуз досега постојано ја искажува својата подготвеност да се почне политички диалог, но за сите теми да се почне вистински, содржаен, суштински диалог, а не да глумиме дека разговараме како глуви и слепи. Значи, спремноста за диалог, почнување диалог кај Социјалдемократскиот сојуз е јасно истакната постојано целиот овој период. Ние од диалог не бегаме. Власта е таа која што става гард и не сака да разговара за темите кои што се клучни за напредокот на Република Македонија. Значи, оние комуникации кои што се спомнуваат во јавноста, ние и отворено и јавно кажуваме дека практично сме спремни за комуникација. Потегот е на страната на власта, дали ќе прифати диалог, дали ќе отпочнат преговори и разговори за клучните теми за напредок на Република Македонија.